Добро, почитувани, владата денеска мора да објасни зошто се обврзала на пенали од 53 милиони евра за овој месец и вкупно 196 милиони евра за пенали само по основ промена на законот и воведување 60 часа работна недела. Владата денеска мора да објави кога и кој ден ќе ги исплати 53 милиони евра дополнителни пенали или како велат трошоци, затоа што не го исполни условот промена на законот на 60 часа работна недела. Владата да го објасни напишаното на страницата 427 од договорот подпишан на 8 март, тоа е оваа страница што веќе излезе во медиумите. Па и да одговорат или да ја покажат соодветната страница од договорот, дали доколку тоа не е исполнето во рок од 45 дена од подпишувањето на 8 март, односно, како што велат таму последната дата, под 1, рокот за завршување на проектот и секоја фаза поединечно ќе биде продолжен за најмалку 6 месеци и под 2, како под А, дополнителни 53 милиони евра еднократно ќе се додадат на месечната транша и тоа во рок од 14 дена од последната дата, односно 45 дена од подпишувањето. Под Б, дополнителни 1 милион 265 илјади да се плаќаат секој месец до крај на проектот, како индиректни трошоци, кои инаку се договорени на под 3 милиони евра. И под В, дополнителни 900.000 евра да плаќаат секој месец, додека не се исполни условот, односно не се смени законот за 60 часа работна недела. Почитувани, владата мора денеска да излезе во јавност и да каже дали наведеното стои во договорот, дали ова го пишува на страницата 427 од договорот. Почитувани, 83,5 милиони евра треба да се платат повеќе за 5 години и најмалку 6 месеци одложување на проектот. Со еднократната од 53 милиони сега, цената вкупна расте за 136,5 милиони евра. На тоа, ако не се смени законот за 60 часа работна недела, уште 59,4 милиони евра, значи вкупно најмалку 196 милиони евра дополнително ќе треба да се платат во следните 5 години само и само по прифаќањето на еден услов, воведување на 60 часа работна недела. Почитувани, за ова Артем Груби и неговиот аѓутант Димитар Ковачевски мора да сносат одговорност. Ова е класична злоупотреба на функцијата и наштетување на буџетот. Ова дело не застарува, а миленикот на ДУИ нема вечно да е јавен обвинител за организиран криминал. Ви благодарам.